7 години полюботенски бачила, така и болка за семејствата на осумината бранители кои загинаа на 10 август од подметната мина поставена од припадниците на ОНА. Со цвеќе дојдоа да се поклонат пред споменикот во Љубанци, каде стојат напишани имињата на нивните синови, татковци, сопрузи. Утеха за нивната загуба се уште не можат да најдат. Синови македонски, да одбраните Македонија. Да одбраните тие што ги плячкаа пари, а не нас, као македонци, да не одбраните од непријателите, домашни, кои што сега тие во владата и се брани. Слава! Споменикот во селото Љубанци, кој жителите пред 2 години сами го изградија, повторно беше местото за оддавање почит. Пред него се поклонија припадници од Арама, политички партии, издруженија и првиот човек на одбраната, министерот Коњановски. После 7 мачни, тешки и тажни години, не знам кои зборови од мене би требало да излезат за да ги утешам роднините, родителите, сопругите, мајките, децата на нашите бранители, кои го положија животот бранејќи својата татковина, кои го препознаа гласот на својата татковина во 2001 година, кога сите не повикуваше да застанеме на тој браник, и кои денес, за жал, не се повеќе меѓу нас. Пред 7 години, на 3 дена пред рамковниот договор со поставена мина кај Љуботенски бачила беа убиени 8 војници, а 8 беа ранети. Безбедносните сили возвратија со акција во Љуботен. Во борбите загинаа 10 жители од селото. Овој беше единствениот македонски случај во Хашкиот трибунал за кој беа обвинети екс-министерот за внатрешни Љубе Бошковски и Јохан Тарчуловски. Случајот во Хаг финишираше со ослободителна пресуда за Бошковски и 12 години затвор за Тарчуловски. Жителите на Љубанци денеска не го заборавија нивниот сожител. Над споменикот на загинатите поставија плакат за поддршка на Јохан. Злосторниците кои ја подметнаа мината и ги убија осумината македонски бранители се уште не се пронајдени.